Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Регулаторната комисија за енергетика во секој момент треба да ги објави новите цени на горивата по кои ќе возиме од нокеска на полноќ. Имајќи го предвид константниот раст на цената на суровата нафта на светските берзи, за очекување е денеска да имаме значително поскапување, поради што владата вчера на вонредна седница донесе одлука со која ја намали стапката на ДДВ од 18 на 10% заедно со одлуката за прогласување на кризна состојба. Проценките на владата беа дека денеска бензинот ќе поскапи за 6,5 денари, а дизелот за над 10 денари по литар. Во таков случај дизелот би се продавал за над 102 денари по литар, а бензинот за повеќе од 93. Со новите мерки и намалувањето на стапката на ДДВ, премиерот Мицкоски очекува цените на горивата да останат непроменети, односно бензинот да се продава можеби и за некој денар поевтино од сегашната цена, а дизелот да поскапи минимално или да остане по иста цена. Премиерот се надева дека владата ќе договори со најголемиот снабдувач дополнителен попуст за дизелот и дека тој нема да поскапи. Во моментов, според последната одлука на регулатор на одминатиот понеделник, литар безоловен бензин од 95 октани чини 86,5 денари, а дизелот се продава за 92 денари по литар. Во секој момент ја очекуваме одлуката на регулаторната комисија за енергетика, детали ќе имаме во следните информативни изданија. За доцнете и без ефект е половичната мерка на Христијан Мицкоски за намалување на ДДВ на горивата од 18 на 10%. Горивата повторно ќе поскапат и граѓаните нема да почувствуваат ништо, се вели во соопштението кое што утрово го испратија од Социјалдемократскиот сојуз. Во изминатите 3 недели додека Мицкоски чекаше и не превземаше ништо, цените на горивата драстично порасна. Дизелот поскапе за вкупно 21 денара, денеска се очекува и ново поскапување од дополнителни 4 до 6 денари. Ова е потврда дека половичната мерка на Мицкоски нема да го спречи растот на цените, граѓаните ќе плаќаат уште поскапо гориво, а цените на храната ќе продолжат да растат, се вели во соопштението кое што го испратија од Бихачка. Намалувањето на даноците значи веднаш пониски цени на горивата. Тоа е најбрзиот начин да се ублажи ударот и да се спречи ширење на поскапувањата на целата економија и да се заштеди паричникот на граѓаните, се вели во соопштението кое што претпладнево го испрати од ВМРО-ДПМН. Овие мерки носат конкретни заштеди за граѓаните. Се заштедуваат приближно 200.000 евра на ден или некаде околу 1,5 милион евра седмично, земајќи предвид просечната потрошувачка на гориво. Бидејќи предизвик е цената на мазутот, се размислува веќе на следната седница да се донесе одлука за интервенција со речиси 2000 тони мазут од државните резерви со цел да се намалат трошоците на ЕСМ и да се спречи евентуално поскапување на електричната енергија. Со овие мерки се прекинува синџирот на поскапување. Превентивно се влијае за да се спречат економските притисоци и се штитат цените на храната, транспортот и услугите, се вели во соопштението кое што го испрати од владеачката ВМРО-ДПМН. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски денеска и утре престојува во работна посета на Брисел. Како што соопшти Министерството за надворешни работи, во рамки на посетата Муцунски ќе оствари средби со еврокомесарката за проширување Марта Кос, како и со извршната подпредседателка на Европската комисија за социјални права и вештини Роксана Минзанту. Воедно, заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски ќе оствари средба и со генералната директорка за земјоделство и рурален развој при Европската комисија Елизабет Вернер. Во рамки на посетата Муцунски денеска ќе учествува и на тркалезната маса во Организација на пријатели на Европа. За време на престојот во Брисел предвидени се и повеќе средби со пратеници во Европскиот парламент, како и брифинг на министерот Муцунски со представници на земјите членки во работната група за проширување при Советот на Европската унија. Во фокусот на разговорите и активностите за време на посетата ќе бидат евроинтегративниот процес на државата, надамошната динамика на пристапниот процес, секторската соработка со институциите на Европската унија, како и други актуелни политички, економски и реформски прашања од заеднички интерес, се наведува во соопштението кое што го испратија од Министерството за надворешни работи.
Дури 95 историски настани или личности годинава ќе добијат шанса за државно одбележување на нивните јубилеи. Предлог програмата за годишнини на значајни настани личности во 2026-та денеска е пред Собраниската комисија за култура и туризам. Меѓу најстари настани личности што ќе се одбележуваат се 250 години од раѓањето на Сирма Војвода, 180 години од смртта на Теодосиго Логанов, 150 години од Разловечкото востание и 120 години од смртта на Даме Груев. Чествувањето на македонскиот јазик ќе биде направено со одбележување на 100 години од смртта на Крсте Петков Мисирков, кој треба да го направи МАНУ заедно со институтите за македонски јазик и национална историја. Ке се одбележуваат и личности од поновата македонска историја. Предлог беше да се одбележат 15 години од смртта на Доста Димовска и 70 години од раѓањето на загинатиот претседател Борис Трајковски. Меѓу поинтересните јубилеи е и 100 години од Природно-научниот музеј и Зоолошката градина во Скопје.